Жените живеат подолго од мажите, феномен кој со години се припишуваше на социјални и поведенски фактори, како што се повисока стапка на ризично однесување, пушење и консумација на алкохол кај мажите. Но, нова обемна студија на Институтот Макс Планк за еволутивна антропологија покажува дека одговорот можеби се крие во биологијата. Истражувањето опфатило 1176 видови цицачи и птици и открило силна врска помеѓу половите хромозоми и должината на животниот век. Кај цицачите, вклучувајќи ги и луѓето, женките имаат 2X хромозома, додека мажјаците имаат X и Y. Двојниот X хромозом обезбедува резервна копија доколку еден ген не функционира, што на женките им дава генетска заштита. Кај мажите, таква заштита недостасува. Интересно е што кај птиците ситуацијата е спротивна. Женките имаат различни хромозоми, а мажјаците исти, и токму тие, според студијата, почесто живеат подолго. Истражувањето потврдува дека хипотезата за хетерогаметскиот пол може да биде клуч за разбирање на животниот век. Сепак, истражувачите предупредуваат дека хромозомите не се единствениот фактор. Видовите со интензивно спарување, каде мажјаците се борат за партнерки, често покажуваат поголеми телесни разлики и посмело однесување, што може да доведе до пократок живот. Големите рогови на лосот или мускулите на горилата се биолошки трошок. Од правилата отстапуваат и некои исклучоци, како лемурите, мршојадците и грабливките, каде не се забележуваат значајни полови разлики во должината на животот. Мускатната тиква не е само вкусен есенски зеленчук, таа е и вистинска суперхрана, богата со хранливи материи што го штитат телото од хронични заболувања. Благодарение на високиот процент на антиоксиданти, особено бета-каротен и витамин С, тиквата го намалува оксидативниот стрес и воспалението, два главни фактори во развојот на многу болести. Дополнително, тиквите природно не содржат холестерол и глутен, имаат малку масти и аглехидрати и се со низок гликемиски индекс. Редовната консумација на тиква може да придонесе за здравје на срцето преку калиумот и влакната, да го зајакне имунитетот и видот поради витамините А и С, како и да го подобри варењето и контрола на телесната тежина. Антиоксидантите во тиквата ги штитат клетките од оштетување, што може да го намали ризикот од појава на рак. Дополнителни придобивки вклучуваат подобрување на здравјето на кожата, коските и стабилизирање на нивото на шеќер во крвта. Научните истражувања потврдуваат дека тиквата може да помогне во намалување на ризикот од низа хронични заболувања, меѓу кои автоимуни заболувања, кардиоваскуларни болести, одредени видови рак, дијабетес, Паркинсонова и Алцхајмерова болест, како и други невродегенеративни состојби. Комбинацијата на антиоксиданси, витамини и растителни влакна ја прави тиквата одличен избор за секојдневна исхрана и превентивна грижа за здравјето. Ако барате идеја за брза, вкусна и домашна закуска, питата со ајвар и овче сирење е вистинскиот избор. Овој рецепт комбинира традиционални македонски вкусови со едноставна подготовка, што ја прави совршена за семејни појадоци, ужини или дури и како предјадење за гости. Потребни се неколку состојки: кори за пита, ајвар, овче сирење, јајце и јогурт, и само малку време. Приготвувањето е лесно. Се мешаат сирењето, ајварот, јајцата и јогуртот во креместа смеса, која се распоредува рамномерно меѓу корите. Питата се витка или реди по желба, се пече на 180 степени Целзиусови околу 30 до 40 минути, додека не добие златно кафеава кора. Резултатот е крцкава и сочна пита со богат вкус што ги освојува сите. Освен што е вкусна, питата е и практична, може да се послужи топла или ладна, а идеална и за носење на работа или училиште. Комбинацијата на овче сирење и ајвар дава автентичен домашен шмек, што ја прави омилена кај сите генерации.